6 политички партии си обезбедија место во новиот собраниски состав. Според неофицијалните конечни резултати, кои ги објави Државната изборна комисија откако беа обработени сите избирачки места. 46 пратеници доби коалицијата Можеме предводена од СДСМ и БЕСА. 44 пратенички места за коалицијата Обнова предводена од ВМРО-ДПМН. 15 пратеници си обезбеди Демократската унија за интеграција. 12 Алијанса за албанците и алтернатива. 2 пратенички места за Левица и 1 за ДПА на Мендух Тачи. Во првата изборна единица СДСМ освои 8 пратеници. ВМРО-ДПМН има 7, ДУИ 2, исто колку и Алијанса на албанците и алтернатива, додека Левица освои 1 пратеничко место. Во втората изборна единица е изедначено. СДСМ и ВМРО-ДПМН освоија по 7 мандати, додека ДУИ и Алијанса за албанците имаат по 3 пратеници. Во третата изборна единица ВМРО-ДПМН има 10 пратеници, СДСМ 9 и Левица 1 пратеник. Во четвртата изборна единица ВМРО-ДПМН и СДСМ имаат по 10 пратеници. Во петтата изборна единица по 8 пратеници имаат СДСМ и ВМРО-ДПМН. 3 пратеници има ДУИ, а Алијансата за албанците доби 1 пратеник. Во шестата изборна единица најмногу пратеници освои ДУИ 7, Алијансата за албанците има 6. СДСМ освои 4 пратеници, а ВМРО-ДПМН 2 пратеници. Овде и ДПА го освои единственото место во собранието. Членовите на комисијата до доцна попладнето ги разгледувале записниците на општинските изборни единици, но и ги споредувале со резултатите внесени во апликацијата. Сега велат течат роковите за приговори. По усвојувањето на овој заклучок течат 2 рокови за приговори, кои што можат сите заинтересирани страни да ги поднесат и подносители на листи, и тоа приговорот за утврдување на резултатите, кој што има 48 часа рок и кој завршува во 21 часот утре вечер за спроведување на гласањето, и вториот тип на приговор, а тоа е приговорот за сумирање на резултатите, кој што почнува да тече од моментот кога ќе го усвоиме овој заклучок по денешната седница, исто во рок од 48 часа, а Државната изборна комисија има рок од 72 часа да одговори по сите овие приговори. На 10-тите парламентарни избори гласале 942.334 бирачи со право на глас. Неважечки се 31.466 ливчиња. Инаку Државната изборна комисија предизвика револт кај јавноста, бидејќи цели 20 часа по гласањето граѓаните никаде не можеа да ги видат резултатите од изборите. Од комисијата се правдаат дека апликацијата за броење на гласовите работела, но веб страната им била под сајбер напад. Полицијата допрва ќе истражува кој и зошто го хакирал сајтот на ДИК.